Емисија Радио што се гледа на програмата на Радио Пела, како што и во текот на вчерашниот ден најавивме на нашата Facebook страница, но и денеска сме тука во одлично друштво. Најпрво јас сум во одлично друштво со една прекрасна личност која што долго време е на театарската сцена и мене лично ми пренесува позитивна енергија која имам неколку пати гледано на театарската сцена, но секогаш кога го гледам, мене барем вака ми се пренесува некоја позитивна мисла и извонредно е чувството кога го гледаш на сцена, но многу поубаво чувство кога го знаеш лично и знаеш дека е прекрасна личност и е наш прилепчанец и јас му посакувам добар ден на мојот гостин Илија Волчевски. Добар ден, фала ви за прекрасните зборови и фала ви за поканата за во Радио Пела. Не ни е прва дружба, се надевам дека не е ни последна нормално. Помина долго време откако вака лично се гледаме и малку да се помуаветиме, па да прашам, се уште сме во век на пандемија, се уште се случува се она што знаеме што му се случува на светот, но како Илија Волчевски сето тоа го преживува, како го продуцира, како работи? Па сега вака приватно добро е, не е лошо, фала му на Бога, барем кај мене. Ама, не знам, пандемија е така каква што е. Нема играчки со тоа. Мора да сме предпазливи, да ги почитуваме некои основни мерки што и кажуваат сегде по светов. Така ама сепак, Господ да не чува, нема друго. А на поле на кариера, нормално на почеток бевме блокирани, се беше затворено, ништо не функционираше. И ние актерите сме исто како и спортистите. Ако не тренираме, ако постојано не сме во тренинг и физички и психички, не правиме ништо. Почнавме да спремаме представа, сите бевме како од Марс паднати, не можевме ништо да направиме. Не можевме текст да допрочитаме, од што немавме кондиција. Но полека се вративме со тек на време. Штета немаме константност постојано во театар, па макар и на филм, постојано е тргни застани работава. Но мислам дека еве работиве одат на подобро. Затоа што почнувавме, па прекинувавме, па пак почнувавме, пак прекинувавме и не е баш добро и за темпото и темпото си бара колегијалност. Да. Сега ако 5-6 месеци не сте се видели, како ќе изгледа таа проба и првите оние текстуални читања? Ајде за тоа некако за колективноста и за колегијалноста и за сите тие работи, ајде некако побрзо ќе влеземе во шема, ама со енергијата физичкава и психичкава малце дури да се спреиме треба малку време, не е за фраканција, ама па тоа ни е професија, тоа сме се одлучиле да работиме во животот, мора да се справиме и со вакви работи. Ова исто како да не си ангажиран во проекти 2 години, па те ангажираат одеднаш и мораш да влезеш во некаква форма. Дали тоа значи дека ти се подготвуваш и со други, мислам, оние кои што работат на театарски представи, на подготовка на кратки филмови, дали соработуваш? Да, нормално. Мора постојано да се има соработка. Ако во случај моментално нема никаков проект, сигурно ни фали на сите театарџи и на филмаџи, актери, режисери, општо сите што се во таа фела, ни фали муавет, да се видиме со колега или да не се видиме, се слушнеме по телефон. Кратки се прашањата и како сте дома, ваму таму, одма се почнува тема за, не знам, за театар, за филм, за актерство, за кој режисер треба да работи, што има на филмска сцена во светот, кај нас во Македонија, такви работи. Што е она што последно го имаш сработено? Дали е тоа театарска представа или некој проект друг? Так, последно го сними филмот Баунти, режија Сергеј Сарчевски, продуцент Игор Цветковски. Тоа е краткометражен филм каде што се зборува, јас го играм главниот лик, Стефан се викам во филмот. Се зборува како од Стефан, кој е млад човек и има една ново настаната ситуација со неговата мајка, ново настаната ситуација, условно кажано,
која што не е во можност да ги извршува секојдневните основни човечки природни потреби и треба помош. Стефан е постојано на работа, нема некој близок однос со мајката и тука настанува еден конфликт, може да е превес збор конфликт. Ама настанува едно недоразбирање, една нервоза, едно нетрпение што се јавува и кај Стефан, но и кај мајката. Но среќа Стефан во една сосема трета личност успева да си ја согледа грешката и да се покаже за таквиот однос што го створил со мајката и за таквото однесување моментално што го има со мајката. Затоа кажав во едно претходно интервју, супер е филмот да го изгледа да го изгледа секој, не само младите. Кај младите би сватиле како не треба да се однесуваме ни со нашата генерација, особено не со постарите, нити пак така со помладите, но исто така и постарите треба да сватат некои работи. Филмот дава поука за сите, и за помладите и за постарите. Тоа е што станува збор за филмот. Иначе филмот официјално сега нигде не може да се гледа. Уште по фестивали актуелен, почнува по фестивали, така да можно е да е достапен или на кино или негде по интернет, YouTube, такви работи подоцна. Многу е нов излезен, сега скоро имаше премиера, но се надевам дека и прилепската публика и општо македонската дека ќе има скоро можност да го гледа филмот. Еве да те прашам, што е за тебе поубаво, помоќно телевизиските екрани или театарската сцена? Интересно прашање. Стандард одговор е дека во театар нема враќање. Директно си во живо и нема назад. Ако сгрешиш, најди се, ако си добар, супер. Нека те понеси емоцијата, само внимавај. Во филм можеш да вратиш колку што сакаш пати, но во театар сум од многу мал. Од 6 години сум во театар. Не знаев дури ни да читам кој игра в првата представа. Имаше аудиција, се пријавив. Татко ми доаѓаше на читачки проби да ми го чита текстот. Во театар сум од многу мал. Филмот нормално ми се јавил подоцна и некако моментално ми е филмот можеби поинтересен, затоа што еве сега не е ново, но ми е поинтересно така на сет, можеби возбудливо малку за разлика од театар. Дали тоа значи дека повеќе би се нашол во ликот во една театарска представа или повеќе би се нашол последниот лик Стефан и сега сигурно ќе ти одзвонува тој Стефан уште долго време додека не влезеш во некој друг проект? Супер, интересно прашање. Прво во сите улоги, без разлика дали се театарски или филмски, ликот што го толкуваме таков, но таков каков што е. Но тоа што сакаме некогаш да си ставам мој печат некаде, барем во некоја сцена, барем негде некое мини делче, да си ставам мој печат. Да е препознатливо дека јас сум играл ловец. Ти знаеш некои глумци подоцна кои глумат во некој филм, подоцна ги препознават. Да речеме Сталоне е препознатлив како Рамбо. Да. Така ги има еден куп. Ама колку тебе би ти годило да те советува публиката со некој лик во некој филм? Или подобро ти е да те советува публиката во лик од театарска представа? Значи еднаш или публиката уште еднаш и веќе се навикнува на тебе. Најдобро ми е микс од двете. Супер да ме гледа публиката во театарски представи во различни улоги, супер да ме гледа и во филмски. Денес како ме гледа во Стефан, утре нека ме гледа во некој трет. И ако денеска покажуваат еве го Стефан во филмот, утре нека покажуваат, не знам, еве го Петар во филмот. И така натаму. Супер е во театар. Бев главна улога во комедијата од Коля Ангеловски, Ништо без Трифолио. Ме покажува еве го Трифолио. Дојде нова представа, бев студент во представата и свирев на саксофон. Еве го студентот и глумецот што свири на саксофон. Супер што те препознаваат по повеќе, така да ми
Повеќе ми годи тоа, да ме препознаваат по повеќе улоги, отколку по една. Една нормално дека можно е да име омилена на некој, ама може би вас ви е омилена една, на друг му е друга. Супер е да е по сите, како Џони Деп, Ал Пачино, Роберт Де Ниро, ги препознаваме по многу логи. Или сакам да прашам уште нешто кога се подготвувате еве за театарска представа, знам дека има многу читачки проби, почетоци на производот кој што треба да го прикажете пред публиката. Како е кога се подготвуваш за филм, дали има тука сличности или сепак поинако е кога го учиш текстот за глума пред телевизиските екрани? И во филм е па скоро слично како во театар. И во филм имаме и за филм имаме читачки проби. Претходно се подготвуваме, имаме некои еве така да ги наречам состаноци каде што прво разговараме за идејата за како е што е, тоа уште пред воопшто да почнеме со работа. Па кога официјално се согласуваме да работиме на проектот, тогаш почнуваме со читачки проби, план на снимање, кој би бил планот, како режисерот го гледа ликот, како јас го гледам ликот, на што треба да се обрне внимание, што сакаме да прикажеме во целото нешто. За тоа е исто како во театар. Во филм е ограниченоста затоа што има снимачки денови. И сега денеска и нема континуитет во работењето. Денеска може да се снима некоја сцена што е при крај на филмот, а утре да се снима некоја што е на почеток. Тука е интересното затоа што треба денеска јас да извадам емоцијата после сето што ми се случило во цел филм, а нареден ден да се вратам назад. И тоа мислам дека е предизвик за секој актер што работи на филм, па и за целата филмска екипа во позадина, освен актерите што ги гледам. Режисери, продуценти, камермани и така натаму. Што мислиш, треба ли актерите правилно да ги бираат филмовите, велиш дека се предизвици или театарските представи? Еве ти иде режисер, театарска представа, дали ти ја бираш таа театарска представа, нормално доколку режисерот ти ја понуди таа представа и ти даде одредена дали главна улога, дали повеќе пати ќе се појавуваш во таа представа. Што мислиш, дали актерите треба да ги бираат темите на театарските представи на филмовите? Улогите и да и не. Не треба да ги бираат затоа што кај нас, барем во Македонија кај нас, има малку представи, има малку филмови. Мислам дека секој треба да се потруди, ако му се понуди некаква улога, без разлика дали во филм или во театар, да ја прифати, да му е мотив и предизвик да ја сработи. Затоа што нема толку снимање, па мене ми звонат за 200 филмови во година, па јас да бирам во кој филм да глумам. Се случува некојаш да ти се поклопат проекти, да, па негде да треба да откажеш, негде да прифатиш да работиш, но мислам дека треба да ја зграбчиме секоја шанса. Оти јас знам, еве, можеби грешам, поправиме, некогаш се случува едноставно текстот кога ќе го видиш да не те бендисува текстот, не е твој жар. Се случува и такво нешто, и такво нешто ми се има случајно, и вистина имам одбиена улога за таква работа, затоа што прво, не знам, не ми се допаѓаше идејата, режисерот како го гледа, текстот не ми беше ништо посебно, така да одбив улога. Не е ништо страшно, ама мислам дека многу ретки треба да се тие случаи. Некогаш сега, фала Богу, ако во нешто не се пронајдуваш или гледаш дека не ти е добра идејата, што од почеток викаш не, ова не е за мене. Ама мислам дека треба да е тоа сепак ретко, затоа што можеби и има шанси да излезе нешто добро. Треба на се да се дава шанса да се размисли, да се работи. Едноставно треба да се работи. Многу треба да се работи за да имаме некаков резултат. Што ти лежи тебе најмногу? Да глумиш, да во филм, што би сакал да глумиш? Што до сега? Многу негативци глумам некако во филмови. Не знам зошто така, вајде имам некои такви црти. Сега со последниот филм, да речеме, не сум негативец, баш сум човек што некако се искажува емоциите. Негативците во филмовите обично завршуваат трагично, а ти не си таква личност, така да. Не, во тоа што играм во филмовите тотална контраст од тоа што сум јас приватно. Ама режисерите гледале така, ме кастрирале за таков филм, за такви улоги и немам ништо против. Интересно ми беше дека ме гледале на таков негативен.
како таков негативец, ама еднаш на една промоција за Господ посто името ми е Петрунија во Сараево и излегуваме на разговор со публиката и крева прашање некој човек од публика и вика: "Добро, вика, сега те гледам цело време се смееш, расположен си, таков позитивен енергија. Во филмот ептен гнасен, ептен негативец." Браво, вика, во смисла секој е чест за таква трансформација што имаш направена, ама како воопшто ти дошло да ја прифатиш таквата улога? Па викам, баш тоа ми е предизвик. Ме виделе во како некој негативец таму да правам проблеми, бараба и такви ствари. Дај да се пробам и во тоа, зашто да не? На крај крајва ние сме актери. А би сакал да играм буквално секакви улоги. Добро. Колку пати си изнервирал режисер или на театарска представа или режисер на филм? Трпението мое е прилично на високо ниво, барем јас така мислам. Можам да поднесам некаков притисок ако ми прават колеги, режисери, било кој од екипа и така натаму. Ретко ми се случува затоа што обично гледам да воспоставам контакт таков смирен и со режисерите и со цела екипа. Да нема ништо на сила, да нема ништо на дур. Се да е глатко. Се да се заврши. Со нервоза ништо не се завршува. Нормално е во еден момент да се изнервирам јас или некој друг, ама тоа да помине брзо и незабележително. 5 минути, окей, беше што беше, правиме пауза 5 минути, ајде пак да се вратиме. Ми се нема случајно да имам расправија со колега и со режисер, толку многу голема. Во таква смисла. Ма се случува, затоа го велам. Кај се случува со многу колеги, сум бил сведок и во театари и на филм. Се кара 2 сати, се губи време и со снимање или во театар со представа и така натаму, драгоцено време се губи, а се случува кавга. После нема атмосфера за работа, сцената изгледа лошо и такви работи. Заради тоа од старт гледам да имам смирен контакт. Се да е во границите на нормалата. Колку пати до сега си погрешил текст? И дали те се случило на премиера, режисерот знаеш дека гледа премиера, тој со нетрпение очекува како ќе изгледа сето тоа, Илија Волчевски на премиерата го грешава текстот, само режисерот знае, не знае публиката, но Илија Волчевски прави. Мисли има случаи на премиера, па за понатамошни изведби да не правиме муавет. Мислам дека нема актер тоа што му се нема случајно. Ме интересира ситуацијата околу тебе. Ајде ти го сгрешаш текстот, сите знаат дека Јасно. Го сгрешаш, таа ситуација може ли да се јави некоја конфузија? Секако, да. Но сепак зависи и од мене самиот, ако ми се јави мене, и од останатите колеги, ако си со некој моментално на сцена. Сега, секој различно реагира. Јас обично реагирам прибрано. Знам што е ситуацијата. Ако во случај го заборавам текстот, знам што се случува во сцената. Импровизирам некаков текст, доволен знак е погледот мој кон колегата дека јас имам некаков проблем на сцената, колегата да свати. Не ми се случило да се блокирам, ми се случило да импровизирам текст. Но да не паничам до таа мера за да се избезумам. Сега, се случило и колега да го прифати тоа и да може да изигра до крај така импровизирано сцената, но се случило и колегава да заглави. Па тогаш јас да морам... А што се случува тогаш? И ти заглавуваш, и тој заглавува, и суфлерот назад е заглавен. Суфлерот веќе да речеме не знае каде. Јасно му е дека има блокада, далеку ние, не може да ни каже, да ни фрли тексти така натаму. Колегава ако се збуни и тој, а нормално да е моја грешката, јас гледам, му кажувам моја реплика, пример, а ако тој не знае што да ми врати, пробувам како прашање неговата реплика да ја кажам, за да му дадам до знаење, кажи гова, или изговори гова, или направи некој действие ако треба да се направи действие. Некако се разбираме. Некогаш публика забележува, некогаш не. Добро, на премиера сигурен сум дека публиката не може да забележи, но... Прв пат ја гледа представа. Да, прв пат ја гледа представа. Да. Но, сигурно, оној кој што е бил со вас... Тоа се моменти
Тоа се фантастични моменти. Мислам дека можеме утре да правиме муабет ако Еве, еден за- пример, ајде да им дадеме на нашите гледачи, конкретно за некоја представа, ако можеш да се сетиш некоја анекдота, се случило на представа колега, ја играме сцената јас и уште еден колега. На одредена реплика, на одреден шлагворд треба да се појави нов колега. И ја кажуваме репликата што му е шлагворд на колегава. И пред да се појави колегава, се вртиме и гледаме дека колега е во различен костим од тој што треба да влези. А беше тотално нелогично. Тој забележува во истиот момент и гардероберот, а бевме на гостување, трча колегата, оди да се преслекува, тоа е време да подиш до соблекувална, да се преслечиш, да се вратиш назад. Тоа сигурно е за Да. неколку минути каде што треба да импровизира. Неколку минути, импровизација, јас и уште еден Значи контакт јас и сигурно колегата- со публиката. Да, публика не свати дека има проблем. Да. Да ме прашате сега што импровизиравме, што зборувавме, тоа појма немам. Навистина врска немам. Но пак и тоа е умешноста на актерот. Да. Во еден момент беше таква сцената каде што публиката уживаше во нашата импровизација, мислеше дека е дел од представата, уживавме јас и колегата, затоа што импровизацијата едноставно ни тргна и мислевме дека така Треба сцената уште 15 минути можевме да ја возиме. Тоа беше супер момент. Може и да се случи и тогаш и да влезе да него за Како не? Имаш исто една представа, мрак требаше, светло, правиме кратко действие 10 на секунди, пак мрак. И така постојано, мрак, светло. И имаше пречки, имавме многу на сцената, железа, шипки, некои таму. И во еден момент, мрак, требаше јас да бидам излезен од сцената, а врти ротација во театар. Јас не излегов од сцената. Не успев да го пронајдам излезот во целата таа гужва. Се пали светло, јас сум уште на сцената. Ајде импровизација, влегуваат други колеги, па јас некако излегувам, играм како да сум од некој друг свет, како така да треба да е претопот на сцени и така натаму. Супер интересни моменти, само да не излезат од целата енергија, од целата приказна на представата, да не го рушиме филмот на публиката. Тоа е. Кога сте направиле некоја смешна сцена, ти се случило нешто на сцена, додека влегуваш, додека излегуваш, на која представа си се сопнал, не знам, си направил грешка, сте се удриле со колега, сте се удриле со суфлерот, ти дал погрешен текст, не знам. Да, супер, на комедии се случува често и насмеја да не фаќа нас актерите што Затоа подоцна ќе те прашам, сакав само да видам што се случува кога ќе се случи нешто неочекувано. Снајди се па живеј, нема друго. Мораш новата ситуација да играш. Затоа велам дека во тој момент треба да сме сите присебни. Во тој момент се гледа најмногу колку се познаваат колегите меѓу себе и колку се познава целата екипа. Ако јас грешам, сите се на штрек пример и секој презема некаков чекор презема. Треба да го преземи правилниот чекор во правилниот момент. Тоа е тоа. Тука се познава колегијалноста и уиграноста меѓу колегите. Колку представи до сега имаш глумен? Ги броиш? Околу 30 премиери. За премиери правиме муавет, околу 30 премиери. Дали некоја театарска представа вака ти оставила впечаток што си ја играл, сега не се игра, а би сакал повторно да ја играш и повторно да биде поставена на сцена? Никој не си ја заборава првата представа. Првата представа мене ми била Оливер Твист и првата реплика му беше многу лошо господине. Бев едно од децата од сиропиталиштето и му се обраќав на господин Бамбл, тој беше главен во сиропиталиштето. И првата реплика му беше многу лошо господине. Чувството ми е уште исто кога сум на сцената и заради тоа го немам заборавено ни тоа чувство што сум го имал кога сум имал само 6 годинки. Сепак тоа беше професионална представа. Се спремаше во Прилепски театар со професионален режисер, професионални глумци. Бевме некои деца само што требаше да бидат деца, не можеа да ги играт возрастни глумци улогите и тоа чувство, таа возбуда
ја чувствувам уште и до ден денеска, особено пред да излезам на сцената. Пред да излезам на сцената и секој од актерите е во некој свој посебен филм. И некој сака да е активен, некој сака да е смирен и така натаму. Лично кај мене сето тоа исчезнува во моментот кога влегувам на сцената и ја изговарам првата реплика. Кога го имам првиот контакт со публиката. Сакаш да кажеш дека стануваш нова личност на сцената? На некој начин да. Се исклучуваш од на реалноста и се на некој начин да. На тоа да. што се... Воопшто не сум од не сакам да звучи филозофски или уметнички или несватено, не знам како, но на некој начин е навистина така. Влегувам на сцената и ја со самиот влез, со самото изговарање на првата реплика, веќе сум внатре, предходната трема што сум ја имал и се останато се исчезнува. Сега сум внатре и овие сат и пол, два, колку што е представата, насочени би се на тоа. Имаш ли нешто што сакаш да го правиш пред да излезеш на сцена? Обично актерите си имаат некој самоуверие, не знам, некој нешто да направи, некој се моли, некој се прекрстува, некој нешто кажува, за самодоверба. Има ли такво нешто? Да, не знам, мете да ги речам, имам неколку работи, мали ритуалчина што си ги правам. Тоа сакам да кажам. Би сакал да сум малку изолиран од останатата екипа. Особено ми е драго ако сум сам во соблекувалната, во гримјорната. И 15 на минути сум само јас сам со себе. Размислувам општо и за мене приватно, размислувам и за представата. Може би се шалтам од едното во другото во тој момент, не знам. Кога сум долу на сцената, 3-4 пати ги проверувам реквизитите и костимите дали ми се на позиција и се што треба да ми е на позиција дали ми е на позиција. После немам проблем никаков да направам муабет со колега, некој нешто да ми зборува и така натаму. Освен ако ептен влезот мој на првата сцена ептен да ми захтева некаква посебно тешка емоција што не е секојдневна, тогаш може би останал изолиран до крај. И загревање на глас. И тоа го правам. Обично кога сум сам. Загревање на глас. Ќе продолжиме со тебе, Илено, по една кратка музичка numera. Супер. Да слушнеме нешто што сигурно сите го знаат и се враќаме малку и да поправиме муабет за Прилепскиот театар. Ајде. Може. I call you when I need you, when my heart's on fire. You come to me wide and wide. Me come to me, give me everything I need. Give my lifetime promises and words of dreams. Speak language of love like you know what it means. I can't be wrong. Take my heart and make it so, baby. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I can't let every word you say disappear. Baby, I would rather be dead. Your eyes, I see your star, whatever night, every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your eyes, I could be no better place. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met.
Се враќаме тука повторно заедно во студиото на Радио Пела од центарот на Прилеп. Мој и ваш гостин денеска актерот Илија Волчевски, кој што мене ми е често да прифати поканата да биде дел заедно со нас во нашата радио што се гледа. Продолжуваме на тема актерство, театар, филмови. Како е во Прилепскиот театар? Што се случува? Представата Декамерон, Джовани Бокачо текст, драматургијата ја прави Лидија Ѓорѓиевска, режија Мартин Кочовски. Почнавме со мизансцен за гледачите и слушателите што не знаат. Мизансцен е кога актерите од читачки проби веќе се префрлуваат на сцена, почнуваат да работат на сцена. Тие движења кои од каде да влези технички работи и така натаму. На маса се прават тие односи меѓу ликови и така натаму, а долу веќе се поставува во простор целото нешто. Почнавме со мизансцен, се надеваме за скоро, можеби февруариов, втората половина од февруари да дадеме премиера, така да со Господ напред. Со кој вака твои колеги сакаш да си почесто во една театарска представа, дали со сите, понекогаш не може да се игра сите во театарска представа, но има колеги или колешки што ти лежат. Во Прилепски театар сум буквално израснат. Сега, вајда, уште сум најмал, така. Има и некој друг помал од мене, ама сите останати колеги на некој начин ме израснале во театар. Сите ме знаат од многу мал. Со секој си имам некаков посебен, исклучително добар однос. Со некој за нешто се разбирам, за едно, со некој за друго. Како и приватно, така и на сцената. Много е важен односот во еден тим. Како не. Сега, во театарска представа нормално тоа ти е професија, треба да се најдеш на сцена. Како не? Ако во приватноста не сте како што треба на сцена, но многу е важно и тоа да се балансира. Тоа е професионалност, да, тоа е професионалност. Ако немаш со некој добри приватни односи, окей, работи на проби како што треба да се работи и нема тука, не би требало да има никаков проблем, макар што некогаш се случува да има, егото проработува кај многу од актерите општо и во Македонија и секаде мислам дека тоа е, но тоа зависи конкретно од личноста каква е приватно, каква е карактерно. Не би требало да е така. Не би требало ако некој има приватен лош однос тоа да се изрази на сцената. Губат сите. Особено губат актерите, трпи представата, трпи режисерот, трпи цел проект. Тоа е најлошото нешто што може да се случи во еден било каков процес, дали филмски или театарски не е проблем. Во Прилепскиот театар конкретно јас имам супер однос со сите колеги и сите си ги сакам на некаков посебен начин. И од толку многу што се знаеме и приватно на некој начин и на сцена од толку представи што имаме работено, одма во истата секунда се читаме и знаеме на сцената дали има проблем или ако некој колега моментално е во зенитот на глумата, моментално да му дадеш простор да го ветер во грб, партнерски однос многу полесно развиваме во споредба со некој колега што прв пат го гледаш. Но и со некој што прв пат го гледаш може да се случи да имаш таков добар партнерски однос. Едноставно прва да се најдеш. Ајде прашам, велиш дека си израснат во Прилепскиот театар, ме интересира ова прашање. Дали некогаш ти се случило да не си во театарска представа, да си за сцена, да сакаш да ја следиш представата од за сцена и едноставно оној кој што ја глуми улогата, а ти може би го знаеш текстот, не може да присуствува дента на таа представа и ти да влезеш во таа представа. Ми се случило нешто слично, да. Ми се случило да влезам замена за еден колега во представа каде што, тоест во две представи, едната беше детска, каде што и во двете представи имаше главна улога. Тоа беше екстра предизвик за мене. Представата беше закажана, имав само ден, два максимум да се подготвам едноставно за представата, со мизансцен, со тексти и така натаму. Нормално дека имав неизмерна помош од колегите и вистина сум бескрајно благодарен за тоа,
и од целата екипа назад, и од техничка екипа, и од суфлери, од сите имав многу поддршка и тука беа да ми помогнат во секој момент. И тоа беше предизвик со посебен стрес за мене. За седа и како што треба. Уживав на сцената, ама секогаш бев со едно поголемо ниво поголема доза на нервоза што сум ме чувствувал, за разлика од проектите каде што сум бил од почеток до крај. Па знам се што се зборува, ги знам сцените и така натаму без никаков проблем. Сум ги слушал сите разговори, сум присуствувал и така натаму. Што мислиш за театарските фестивали во земја? Ги имаме неколку поголеми. Ристо Шишков, Војдан Чернодрински, поголеми вака фестивал на монодрама во Битола, ги има театарски фестивали, денови на комедија. Колку на актерите му е предизвик да настапуваат на тие театарски фестивали? Предизвик за секој актер е да настапува на фестивал, без разлика дали он од преварувачки или онака од реален карактер. Но мислам дека општо е проблем во целата држава. Прво, според мене, политиката е многу навлезена во културата, тоа не треба да е така. Предизвикува тоа многу проблеми. Тоа е една работа. Втора работа, многу и од режисерите, и од продуцентите, и од актерите не сносиме никаква одговорност. Ако Илија Волчевски 3 представи со ред го сгрешава текстот, и ако Илија Волчевски сгрешава мизансцен, ако Илија Волчевски не ја нуди тоа што било договорено, како што треба, на некој начин, Илија Волчевски треба некако да сноси некаква одговорност. Дали казне, дали нема да игра во наредни 3 проекти, дали нешто, можеби не вакви работи, ама нешто треба да се превземи. Кај се случува да дојдат режисери, за да конкурираш за проект треба да се напише експликација. Во експликацијата се пишуваат без веза работи, а таму треба да се објасни буквално се како е планирано, како планираш. Се менува текст, доаѓа режисер на проба, што сакаш да правиш со текстот, како сакаш да изгледа представата, луда. Како така луда да изгледа представата. Значи, конкретен одговор. Работиме представа, работиме сериозна работа. Утре други ден публика треба да дојде. И мислам дека тоа општо проблем во цела држава. Никој не сноси одговорност. Се случуваат разни такви несени ситници, се случуваат такви разни негативни работи што влијат врз целиот процес. Тогаш некогаш се губи и квалитетот на целата представа. Токму се станува безсмислено. Да. Токму и следно прашање имам до тебе. Не знам колку ќе се сложиш со констатацијата, но обично кога ќе дојде време за театарските фестивали, публиката очекува навистина фантастични представи. Но нели понекогаш на фестивалите, кога ќе видиш програмата на театарските представи, едноставно публиката не ја бендисува таа програма. Дали режисерите на тие театарски фестивали сакаат да се докажат со представите, или се бира, се класифицира, се филтрира тој фестивал, но јас мислам дека барем 80% не се во вистинска смисла очекувањата за публиката за тој фестивал. Сега со душа го чекаме, да речеме, Војдан Чернодрински или Ристо Шишков или не знам некој друг фестивал, и кога ќе дојде на програмата имаш театарски представи кои што не знам не доволно допираат до публиката. Колку ќе се сложи со тоа и дали понекогаш и актерите разговараат околу таа тема? Разговараме многу, но не мислам дека правиме некаков потек, дека нешто потегнуваме, дали ние, дали некои институции, дали некои луѓе што треба тоа да го направат. Не мислам дека тука сме доволно активни. Програмата треба малку да се бира и да се селектира. Но окей, да не судиме по програмата, ајде да гледаме кој режисер, кој текст се работи, од кој театар се дојде и најде да гледаме представата. Но знаеш, ќе видиш представата, пример, комедија. Одиш на таа представа, има комедија, да, но има не знам, од 100% само 10%, а обичната публика сака навистина комедија. И има грешки, има многу такви грешки. Баш добив коментар од
добив коментар од еден пријател, не е поврзан воопшто со театар и така натаму. Љубител на театар, ама не е поврзан во смисла да работи со театар и така натаму. Доаѓа, ги гледа сите представи на фестивал и вика, ова е недоброто од Македонија. И сега, од една страна, како да му одговора на прашањето? Човеков така мисли. Јас не можам да му сменам мислењето ако така мисли. Тој вика, ова е недоброто од Македонија, ова ако е недоброто, демек за каде сме ние, ако ова е недоброто од Македонија? Така мисли човекот, од една страна е во право, а од друга страна, баш таков муавет, баш таа реченица што ми ја кажа пријателов, ни дава до знаење дека за овие одговорности што претходно ги спомнав, дека мора да се носи некаква одговорност. Не може се да се поминува така, не може се да се поминува глатко. Мора повеќе доза на професионалност да се внесува и во театар и во филм, ама е се конкретно за театар правиме муавет, доза на повеќе професионалност, на повеќе сносување на некаква одговорност и помалку политика, помалку нервози и помалку лоши односи меѓу колегите и меѓу целата екипа што работи на проектот. Кажи ми, досега на колку фестивали си учествувал и колку си задоволен? Порано уствари немам чувство, така беше. Барем Прилепски театар учествуваше на повеќе фестивали. Еве да речеме особено пред да започне пандемијава со коронавирусов. Учествувавме на фестивали, излегувавме надвор од државата и бевме доста успешни. Прилепски театар навистина беше многу успешен по фестивали и навистина имавме супер представи. И мислам дека тоа ни даде мотив на сите што сме како дел од ансамблот. Јас уште не сум официјално дел затоа што не сум вработен, но играм скоро во сите представи. И мислам дека треба да не ги губиме тие прилики, затоа што Прилепски театар е еден од најдобрите театри. И можеби ги има еден од најдобрите ансамбли. Лошо е вака да се зборува, не дека во смисла останатите театри ги немаат. Јас си го сакам и навистина е така, навистина имаме добри представи и треба повеќе да се прикажуваат, како на фестивали во Македонија, така и на едновечно гостување во другите градови, така и на фестивали надвор од Македонија, нормално. По ова се гледа колку на вас актерите ви недостасува сцената и недостасува на секој, не е така кај секој. Лошо е кај јас познавам колеги од нашава држава па и од другите држави каде што тие се задоволни само ако имаат една представа, да се главна улога во таа представа или доволно име што се вработени па редовно земаат плата и не се замараат многу дали ќе играат во следен проект или нема да играат. Доволно име да се онака солидни на сцената. Мислам солидни, онака да се просечно добри. Да не штрчат ептен дека се лоши, ама не име нешто приоритет или мотив или цел за да се фантастични во представата. Има и такви актери. Не би сакал еден ден да станам дел од нив. Искрено не би сакал. За сега се трудам да не е така. Имаме сите периоди каде што не ти е периодов така, не ти се работи, немаш некаков мотив. Треба тоа кратко да трае и брзо да го надминуваме според мене. На крајот на нашиот разговор само да те прашам, зошто актер? Зошто не друга професија, зошто актер? Па добро, не треба многу да објаснуваш, доволно е 3 збора. Работата е што тоа е зараза невидена. Зараза е многу поголема од сите пандемии на светов. Прв пат кога појдов на аудицијата се заразив со тоа. Кога бев избран со представата и го почнав со целиот процес, тоа е како навлекување, зависен си од театар и од сцена, БВС и од филм и така натаму. Едноставно зависен си
да си актер. Татко ми монесе на таа аудиција, секогаш ми се поддршка најблиската фамилија, мислам, не само фамилијата, туку луѓето што ме обкружуваат, никогаш од никој не сум добил некаква кочница на било каков начин, ама тоа е вистина една зараза, не се опишува. Не се опишува. Влегуваш и крај, да се зарази дете од прво одделение и уште да го држи заразата и се определил да го работи тоа, значи навистина станува збор за вирус кој длабоко навлегува во тебе, во случајот во мене. Јас ти благодарам за тоа што одвои време да бидеш во нашата програма и навистина се помуабетивме. Да. Темава беше супер. Јас следно очекувам да те видам на сцена и кога ќе заврши пандемијата повторно да уживаме по изведбите на Прилепскиот театар, на твоите изведби, да те гледаме во филмовите што почесто и да те видиме главна улога позитивна, да не завршиш трагично во некој филм. Да, супер, фала на поканата, фала и на честитките. Се надевам дека на сцена скоро ќе ме гледате, уште може и февруари месец, со представи што веќе се на репертоар и со новата представа Декамерон, што сега моментално се спрема. Фала ви многу за поканата, ми беше чест и мене и секогаш кога сум слободен. Поздрав и до брадата од Фолтин, затоа што ме ослободи да гостувам тука во емисијата, требаше да имам моментално прво со него. Секој добро и убав ден. Фала исти ви. Ние продолжуваме понатаму, очекуваме следен гостин, а вие слушате и гледате радио што се гледа.